Незадоволство од составот на управниот и надзорниот одбор на заедничкото јавно предпријатие Пониква КП искажаа дел од советниците по точката за ова прашање. Забелешките се однесуваа на партиската определба на членовите на двата одбори, затоа што нив ги предложила локалната власт, без да ги консултира останатите политички субјекти кои партиципираат во советот. Помина 8 месеци од локалните избори, ама изгледа за вас, господа од власта, тоа е предолг период и заборавивте дека го освоивте советот само со 200 гласа разлика. Па ја практикувате власта со 100%. Или премногу ја гледате рекламата, она ги сакаш сите само за себе. Во ред практикувајте ја власта, земете се во своји раце, меѓутоа бидете спремни одговорноста после да ја сносите 100%, а не да барате параван зад кој што ќе се криете. На седницата беше побарано дополнително објаснување околу изборот на предлагачот, во случајот градоначалникот Димитровски, за составот на двата раководни одбори на Пониква КП. Предлагачот на овие кадрски решенија малку пошироко да ги објасни кои се луѓето, што работат, со што се занимаваат и по кои критериум е воден предлагачот за да баш еве тие личности бидат членови на управниот и на надзорниот одбор. Барањето на Трајанов не најде на одговор, иако уште еднаш побара да слушне образложение за кадровските решенија што ќе го раководат новото јавно предпријатие. Никој не побара за Предлагачот па не познава председател. Ако сака, не сака. Не сака да даде образложение. Не сака. Браво. Можете ли да говорите тоа да каже? Дека не сака. Нема, не си го никој за збор. Добро. Немањето одговор од предлагачот иницираше и соодветна реакција за начинот на кој дел од советниците се одлучија да гласаат. Бидејќи нема ниту еден управен, надзорен или било каков одбор или било какво место во било која установа во нашата општина, каде што има представник од НСДП, јас во оваа драматизација што ја нарекувате гласање нема да учествувам. На крајот, точката беше усвоена од мнозинството во Советот. Со тоа, на Љубиша Мандик и Спиро Златков им се даде 4-годишен мандат во управниот, а на Драганчо Лазаров и Катерина Давчева во надзорниот одбор на предпријатието. Тие ќе ја застапуваат општина Кочани во заедничкото предпријатие со Пробиштип, а за целосно екипирање на неговото раководство останува градоначалникот Димитровски да назначи директор.